На часови до рокот за доставување на листи од политичките партии за членови на општинските изборни комисии, единствено од ВМРО ДПМН потврдуваат дека предложиле 3500 партиски кандидати. Откако општинските изборни комисии ќе проверат дали кандидатите ги исполнуваат условите, листите треба да се достават до Државната изборна комисија. Според роковникот на изборниот календар за предвремените парламентарни избори на 5 јуни, државјаните со привремена работа во странство кои сакаат да гласаат, пријава можат да достават до 9 мај. Иселениците треба да поседуваат или македонски пасош или лична карта, документ за престој во земјата каде што се иселени, пријава за гласање во најблискиот конзулат или амбасада, како и барање за запишување во избирачкиот список. Очекувањата се дека ќе се пријават околу 20.000 гласачи од дијаспората. На последните парламентарни во 2014-та најмногу на гласање излегле во Европа. Со последните законски измени пратениците од дијаспората ќе се избираат по пропорционален модел во една изборна единица. Минимумот за пратеник е 6400 гласови, што значи дека дијаспората може да има 3 пратеници. Во меѓувреме во ДИК трае преписката меѓу членовите и техничкиот министер Оливер Спасовски. Тој според членовите на ДИК побарал бришење на околу 138.000 гласачи кои имаат валиден пасош, но не и лична карта. Членовите на ДИК одлучија писмено да го известат министерот за внатрешни, дека според одредбите од изборниот законник право да гласаат имаат сите лица кои поседуваат важечка лична карта или патна исправа. ДИК исто така од управата за водење на матична евиденција и МВР побара одговор за тоа колку лица од Албанија, не само од пустец, имаат склучено брак во Македонија и по кој основ се стегнале со државјанство. Проверките ќе се вршат на оние места каде со живеалиште се пријавени по 10 или повеќе лица од Албанија.